Ветингот или проверката во правосудството стана фреквентна политичка тема изминативе неколку месеци. Но тоа се случи откако успеа од лицето на правдата да избегаат осумми на обвинети и осудени лица, откако почна да застаруваат неколку јавно експонирани предмети, да се откажуваат поротници пред донесување на присуда и така натаму. Секако на друга страна е фактот што во судовите правда делат суди со дискутабилен кредибилитет и интегритет. Како сето ова изгледа низ призмата на еден 30 годишен судија кој што се уште дели правда во Основниот кривичен суд во Скопје, ја прашувам судиката Добрила Кацарска. Судике, добре дојдовте во Макмакс. Не сте ли кој сака јавно да се експонира, впрочем и долго се договаравме за ова телевизиско, односно за ова студиско интервју. Меѓутоа, еден дел од јавноста кај вас гледа челична дама која што не и се проблем камерите во судницата кога изрекува пресуда. Моето прво прашање до вас е каква би требало да биде позицијата на еден судија во општествениот живот. Во таа смисла, дали тој треба да се наметне во правораздавањето, односно јавноста во него да гледа лик што дели правда, или сепак треба да бидете затворени во некое тајно удобство на донесување пресуди, јавноста да дознава, да речеме, само од пишаните документи? Па лично сметам дека граѓаните на Република Северна Македонија имаат право да го видат ликот на судијата. Сметам дека тоа е нивно право и во текот на судењето, а и при објавување на пресудите, посебно кога се објавуваат пресудите. Судиите не треба да бидат скриени, секако не секојдневно да се експонираат, меѓутоа во судница судењата се јавни, а со самото тоа, според мене, дозволено е да биде снимање и на советот, не само на странките. Јас тоа го дозволувам секогаш дозволувам да биде сниман комплет советот, а посебно кога одат и објавување на пресудите. Сепак, друго е кога јавноста ќе го види и ликот на судијата. Знаете, и визуелната слика говори многу за еден човек. Во делот на она што значи актуелна тема поврзана со ветингот, да речеме, во правосудството, моето следно прашање се однесува токму на тоа. Изминатите неколку недели постојано се зборува за ветинг, односно за проверка во правосудството, и таа е тема која што и години наназад била, да речеме, актуелна. Меѓутоа се случува да застаруваат предмети во судовите. Се случувало тоа и порано. Меѓутоа сега политичкиот и општествениот контекст е, да речеме, поинаков од некои минати времења. Кој е вашето видување зошто застаруваат предметите? Секако од случај до случај има разлика, меѓутоа дали судот може да има некаква вина, условно речено, при закажувањето на судските рочишта и тоа да е проблемот зошто може би застаруваат судењата? Па видете, постојат повеќе причини, може да има повеќе причини за да една постапка застаре. Меѓутоа, основно е според мене дека судијата треба да превземе се за да не дојде до застарување на постапките. Секако, кога ќе се добие еден предмет во работа, нешто што прво треба да се утврди дали судот е надлежен и да се види рокот на застарување на таа постапка. Доколку се работи за пократок рок, судијата треба максимално да се ангажира и да превземе се за да не дојде до застарување на таа постапка. Доколку некоја постапка има опасност да застари, судијата треба многу често да го закажува тој предмет. И во секој случај, судењата во тие предмети не треба да траат само по 2 или 3 часа, туку напротив, да траат многу подолго и многу често. Вие бевте повикувани и прозивани во јавноста токму за предметот за 27 април, бидејќи рочиштата, да речеме, биле долги, па одбраната немала време да се подготви во таа смисла. Колку поучени од, да речеме, досегашното застарување на одредени предмети за високо профилирани случаи во јавноста, ве охрабрува да продолжите со оваа динамика на закажување на судски рочишта за предмети кои што ги интересираат јавноста? Па секако, секој предмет каде што јавноста е заинтересирана, судот треба посебно внимание да посвети на тој предмет. Што е најбитно, не само македонската јавност ги следи тие предмети, туку напротив. И светската јавност е заинтересирана да види како ние судиите ги судиме тие предмети од јавен интерес. Точно е дека бев критикувана не само за 27 април, него и во предметите со кодно име Тенк, дека многу често сум ги закажувала тие судења. Потоа дека долго траеле постапки, судењата и слично. Меѓутоа, јас и понатаму имам намера да продолжам на тој начин, затоа што гледам дека тоа има резултат. Во таа смисла не е малку чудно што може би се откажуваат поротници пред донесување речиси на пресуда? Имаме и такви ситуации во јавноста. Каков е вашиот став и коментар поврзан со ова прашање?
Па не би рекла дека поротниците се откажуваат заради чести судења или затоа што долго траат судењата. Кај мене не се откажуваат поротниците. Имате некој конкретен пример, можеби на нешто алудирате што јавноста не го знае? Да. Имаше случај да само 2-3 рочишта пред завршување на предметот ТЕНК, поротник се обиде да се откажи од судењето, наводно заради негови здравствени проблеми. При што јас му кажав дека доколку има здравствени проблеми, ако има потреба, ќе биде повикана и медицинска екипа и дека не може да се изигрува судот на таков начин. Поротникот остана до крајот на судењето и што е интересно, никогаш повеќе не спомна негова здравствена состојба или што е уште по-впечатливо, остана со мене и понатаму и за останатите предмети и по завршувањето на предметот ТЕНК. Кој е виновен што во една држава повеќе од 12 или 13 години не може да биде донесена правосилна судска пресуда? Имаме такви случаи, да речеме, можеби не се само судиите во кривичниот суд, секако може ли апелационите суди мериторно да одлучат, односно да донесат пресуда. Меѓутоа, дали е ова нормално во една држава 13 години да се суди предмет и еве да речеме да нема пресуда и на крајот да застари предметот? За да зборуваме реално не е нормално. Сепак се во прашање 12 или 13 години. Да видиме колку често се судел тој предмет, колку чести расправи имало. А точно е дека и апелациониот суд има таква надлежност и мериторно да одлучува. Јас не го знам предметот за кој што зборувате, а може би се и повеќе такви предмети и неблагодарно е да коментирам кога немам предмети, комплетно списи пред мене, но во секој случај мислам дека е најблаго кажано несериозно да дозволиме како држава предмет после 12-13 години да нема правосилна пресуда. Треба ли ветинг во судството? Еве моето прво прашање од овој корпус на прашање кој што се однесува конкретно за проверката, да речеме, во правосудството. Треба ли да има ветинг и каков треба да биде тој според вас? Па секогаш кога вие новинарите ме прашувате за ветинг, јас кажувам дека сум силен поддржувач на таа идеја да се спроведе тој процес на ветинг. Да не се залажуваме. Помеѓу судиите има и такви кои што не заслужуваат да ја носат судиската тога. Сметам дека преку тој процес на ветинг, конечно, во Македонија би се тргнале сите оние судии кои што не заслужуваат да бидат носители на судиската функција. Се знае кој може да биде судија според закон, оние основни услови ги исполнуваме сите, меѓутоа, еден судија мора да биде човек со интегритет, човек со углед, професионалец и слично. Не може да имаме нечесни, корумпирани или неморални судии во судството без оглед во кој да е суд во Република Северна Македонија. И сметам дека државата не смее тоа да си го дозволи. А како што гледаме сите ние, има навистина чудни ситуации во последниве години во судството. И уште нешто, ние судиите самите допринесовме со нашето однесување да угледот на судот биде на најниско можно ниво. Во најавата кажавте дека сум 30 години судија, не, јас сум 33 години судија, но освен судиската функција што ја обавувам во овој суд, јас сум од приправник во судот, значи од 1982 година сум. И ова што во последно време се случува, веруете, никогаш порано не можело ни да се замисли да се случи. И затоа сум поддржувач на ветингот. И само уште нешто, кога ги слушам политичарите кога дискутираат за ветингот, добивам некој впечаток како да се плашат дека можно е да ни се случи она што всушност се случи во Република Албанија. Се плашат дека можеби голем дел од судиите нема да го поминат тој процес на ветинг. Но според мене, подобро е да извесен период останат помал број на судии кои што ќе бидат професионалци и кои што ќе вршат честно таа работа, отколку да биде комплетно пополнет бројот на судиите, а сепак меѓу нас да има такви што се срам за судството. И конечно, кога би се спровел тој процес на ветинг, тоа ќе биде, веруете, грб во ветер за сите честни судии.
уште повеќе да се вложат во работата и уште повеќе да ги работаат согласно законите, затоа што конечно граѓаните на Република Северна Македонија тоа го очекуваат од нас судиите. Честно и професионално постапување. Од ова исто студио министерката за правда рече дека не би се испитувал само имотот на судиите, туку и влијанијата од одредени центри на моќ, адвокатски бизнис групи и така натаму. Има ли такви влијанија во судството според вас, бидејќи сте повеќе од 33 години судија? Па да не се залажуваме. Кога веќе толку многу јавно се зборува за такви влијанија од различни центри на моќ, тие адвокатско лоби друштва некои и така натаму, значи дека тоа постои. И тоа е исто така срамно за судството. Но јас тука би нагласила и нешто друго. Јас не ги окривувам никогаш политичарите од ниту една политичка гарнитура за таквите влијанија врз одредени судии, бидејќи не можам да кажам дека сите судии се такви. Вината ја барам, ја гледам кај судиите. Судијата е тој кој што дозволува или не дозволува врз него да се врши влијание. Ако вие сте човек со интегритет и ако ве знаат дека ке вас нема да успее никакво влијание, тогаш нема ни да се обидуваат да ви вршат влијание. Бидете сигурни во тоа. А инаку, убедена сум дека не постои политичар во светот или политичка партија која што не сака да го поклопи судството и која што не сака да има на било кој начин влијание врз судството или врз одредени судии. Затоа ние судиите треба сме цврсти луѓе, треба честно да ја вршиме својата работа, сме професионалци. Да не дозволиме никој, ама баш никој, ни да се обиде да не врши било какво влијание. Вам се обиделе да ви вршат досега влијание, бидејќи станува збор за голем временски период, долг временски период? Не се обидуваат затоа што ме познаваат. Знаат дека веројатно ќе најдат на затворена врата. Многу пати сте аплицирале за повисоките судови, апелациониот суд, мисле че дека и во Врховниот суд и така натаму. Досега меѓутоа, условно речено, не проаѓате во судскиот совет. Зошто е тоа така? Дали имате логично објаснување? Односно, од друга страна ве прашувам, зошто судии со, речиси, 5 или 10 годишен стаж скокаат по неколку скалила нагоре, односно веднаш стануваат, да речеме, апелациони суди, врховни суди и така натаму, и не се почитува тој принцип на постепено напредување во кариерата со искуството и годините? Па видите, за ова прашање би требало да го поставите на досегашните членови на судскиот совет. Јас само знам дека никогаш не сум била ставена ни на листа као можен кандидат, а камоли да бидам да добијам некое унапредување. Па можеби има влијание и тоа што не може мене никој да ми влијае, не може да ми кажува за кој предмет каква одлука да носам и слично. Можеби тука се ги гледам тие причини. И освен тоа, јас во животот никогаш сум немала ниту роднина, ниту близок пријател во било која политичка партија, за да имам било каква поддршка од некого. Единствено останува да се видат моите резултати. Секогаш сум била оценета со највисоката оценка, секогаш сум ја исполнувала нормата, што значи и квалитетот и квантитетот биле на завидно ниво. Причината зашто не сум напредувала во кариерата сепак не можам јас да ви ја кажам, но од друга страна пак горда сум што честно ја вршам својата работа за сиот изминат период и многу подобро е кога никој не може да каже ништо лошо за вас, отколку да напредува во кариерата благодарение на некоја пресуда донесена надвор од закон, без доволно докази, и тоа да биде заслуга за моје напредување во кариерата. Како ја коментирате одлуката на судскиот совет што едногласно ја отфрлија иницијативата за ваше разрешување поради долгите закажувани рочишта за предметот Тенк, каде што беше обвината и осудена правосилно поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска? Па да бидам искрена, јас очекував дека ќе биде таква одлуката, меѓутоа не очекував дека едногласно ќе биде донесена со оглед на составот на судскиот совет. Ве изненади? Да, бев навистина изненадена што е тоа едногласна одлука.
На Советот, да. Како долгогодишен кривичар, ме интересира вашето мислење поврзано со начелното правно мислење на Врховниот суд за истрагите кои што специјалното јавно обвинителство ги отвори по законскиот рок од 18 месеци. Тоа е се уште на сила и секако важи само за Врховниот суд, меѓутоа бидејќи предметите ќе стигнуваат и таму, тоа подразбира дека работата во оваа смисла е однапред загубена. Што сметате, дали тоа условно е некаква пречка за понатаму да се водат предметите во правна смисла? Па сите го знаеме начелното правно мислење на Врховниот суд, а Врховниот суд е највисоката судска инстанца. Според мене, членот 22 од законот, скратено да го кажеме за СЕО, е многу јасен. Не може да се покренуваат обвиненија, ниту наредби за запирање на постапки по истекот од 18 месеци по приемот на предметите и материјалите. Бев изненадена кога стигнаа такви предмети после тој рок, посебно што и сите учесници во Пржинскиот договор и подписниците на тој договор кажаа дека рокот бил јасно договорен дека ќе биде не подолг од 18 месеци. Начелното правно мислење не обврзува нас, судиите од пониските судови, но е обврзувачко буквално за сите совети на Врховниот суд. Сега поставувам прашање. Што ќе се случи откако тие предмети ќе стигнат во Врховниот суд? Дали можеби залудно сега се троши време и ресурси за носење на некакви пресуди, кога однапред ние судиите на пониските судови знаеме каква ќе биде одлуката на Врховниот суд. Сметам дека грешката е направена од страна на СЕО, што тие предмети што беа сработени толку колку што биле сработени, можеби некои биле максимално целосно сработени, некои можеби биле само делумно сработени, но сметам, за да не пропаднат тие предмети, дека требаа да ги дадат комплетно предметите со сите докази на надлежните обвинителства. Тогаш ќе немаше пречка да се водат тие постапки. Што правиме сега? Дојдоа во судот предметите, беа оценети обвинителните акти и се продолжува со тие постапки. Тука би сакала и нешто друго да кажам што за мене е несфатливо. Например, слушаме сите дека обвинител и судија биле повикани во обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Обвинителот и судијата и понатаму продолжуваат да превземаат действија во овие предмети. Значи, уште повеќе ги усложнуваме работите. Најцелисходно беше да судијата и обвинителот веднаш, не откако беа во обвинителство, туку по добивањето на поканите да си побараат иземање од понатамошно постапување. Така всушност се гради и довербата во јавноста. Јас ќе кажам од мој аспект како јас постапив кога стигна предметот рекет во судот. Предметот падна во работа кај судијата Дарко Тодоровски. Во тој совет за оценка сум и јас член. Истиот момент јас побарав иземање од тој предмет затоа што не сакам да има било каков сомнеш во јавноста. Затоа што утре може некој да каже да, предметот е оценет, даден е на судење, затоа што судијата Кацарска беше дел од советот и затоа што фамилијата Камчеви се нејзини блиски пријатели и затоа е таква оценката. Не, судијата мора да се повлече, а истото тоа го мислам и за обвинител, кога има макар и минимална сомнеш кај јавноста дека нешто не е како што треба. Би требало ли тука председателот на судот да реагира? Сте били вие поранешен председател на кривичниот суд, чисто во смисла на колегиум, на укажување, да речеме, на колегите во таа смисла да побараат иземање. Предпоставувам дека тоа може и председателот на судот да го укаже на судија, меѓутоа сметам дека судијата не смее да се доведе во ситуација председателот на судот да му каже дека треба иземање. Да му каже дека треба да бара иземање. Како ќе ја градиме довербата во јавноста? Како ќе го покрениме, ќе го зголемиме угледот на судството, ако
за многу предмети јавноста има веќе сомнеш дека нешто не е така како што треба. Ќе преминем на друга тема, односно ќе се навратиме малку на ветингот. Постојано слушавме телефонски разговори за ваши колешки од останати судови, вклучително и судот каде што работите, за дека се избирани по некакви сомнителни критериуми и така натаму. Факт е дека во овие неколку години не се покрена никаква постапка за преиспитување на околностите под кои што тие, да речеме, станале суди, односно во таа смисла можеби и за донесените пресуди. Ве прашувам лично, каков е впечатокот да знаете дека ваши колеги, условно речено, имаат такво контаминирано минато, а се уште право раздаваат, односно се уште делат правда? Па слушавме многу разговори. Навистина, слушавме и за постоењето на тоа тефтерче. И кога зборуваме за такви тефтерчиња, јас едноставно ќе кажам, срамно е тоа. Пониско не можеше да се оди од тоа да дел од некоја политичка партија седнат на маса и кажат кој да напредува во кариерата и така натаму. Слушавме муабети дека има судија кој што зема плата и како судија, а зема плата и од некое министерство. Сметам дека досега требаше да се преиспита целата таа работа, целиот тој период, како се напредувало во кариерата, како се бирале судии, но за жал до денес не гледаме дека е било што превземено. Пак ќе речам, судиите се во највиновни се судиите за оној слаб углед што го уживаме во јавноста. Меѓутоа, допринесуваат и други. Мислам дека тоа мора да се расчисти, за да не биде дека па можеби, знаете како, можеби тие судии навистина заслужиле да бидат избрани за судии. Можеби сега многу честно си ја вршат таа работа. Но сепак, дајте да видиме што тоа се случувало навистина. Какви биле тие избори, кој напредувал, зошто напредувал во кариерата. И повторно тоа е врзано и со ветингот. Значи, како што рекла и министерката, не се работи тука само за материјалната состојба на судиите, мада и таа е кај голем дел од судиите многу сомнителна, но ако сакаме да одиме напред како држава, навистина треба многу работа околу тие реформи во судството. Од предметите кои што ги водевте, односно ги судевте, завршија ТЕНК со правосилна судска пресуда 300 повторно и сега на ред е транспортер. Имате ли очекувања кога би можело да се очекува, да речеме, пресуда за овој предмет, со оглед на тоа што колку што јас го следам судењето, мисля че дека е при крај? Па, видете, јавноста знае дека предметот за настаните од 27 април беше еден навистина многу голем и тежок предмет, каде што повторно ќе кажеме дека беше судот ставен на некој начин под мониторинг, сите го следевте тоа судење. И токму затоа можеби малку заостана предметот транспортер, но секако и тој се работеше. Истовремено беше претходно, се извинувам, беше донесена пресуда и за ТЕНКот, потоа раздвоената постапка за сега осудената Гордана Јанкуловска, повторно во ТЕНК, предметот 300. И иако јас во изминатата година и пол бев 7 дена во неделата на работа, и тоа во просек по некаде можеби 13-14 часа дневно, веруете, не можеше да биде во понапредната фаза транспортерот отколку што е сега. Сега, тука пак ќе се вратам на онаа тема за застареноста на предметите. Јас, например, во Оделението за организиран криминал и корупција бев распоредена во текот на месец јануари 2019 година и добив комплетно оделение од друг судија. Кога ги проучував предметите кои што ми беа дадени во работа, забележав дека има опасност од застарување на постапката во предметот ТЕНК и тоа за сега осудениот Никола Груевски. Чинам дека беше последниот датум за застарување 29 октомври 2018 година. Значи се работеше само за 10 месеци, во кои што јас требаше да го судам предметот,
да донесам пресуда, да се објави таа пресуда, да се изготви пресудата, да се достави до странките, течаа роковите за жалба и во истиот тој рок од 10 месеци апелациониот суд Скопје требаше да донеси своја одлука. Токму затоа јас дадов приоритет на тој предмет за да не застари таа постапка, но секако не на штета на останатите предмети и останатите обвинети. Но овој предмет мораше да биде почесто насрочуван и побрзо да се работи. Токму затоа има повеќе причини за транспортерот што не е завршен, но со сите докази се работи за многу голем предмет, со 21 обвинет, со огромен број на материјални докази, многу сведоци. Доказите комплетно ги поминавме на обвинителството. На 2 декември имам нова расправа. Тогаш завршувам со доказите на обвинетиот Владимир Талевски и почнувам со доказите на останатите обвинети. Со тоа што дадени се термини и за декември, јануар и февруар, се надевам дека следната за година некој, на почетокот, да, за некој месец се надевам дека ќе има пресуда и за тој предмет. Активна е дискусијата кај уставните суди по една иницијатива за преиспитување на членот 353 за злоупотреба на службената положба и овластување во делот на тендерските постапки. Па се дискутира дали се многу или малку 5 години, 4 години затвор и така натаму. Што како кривичар вие сметате, дали Уставниот суд има законско овластување да ја разгледува оваа иницијатива, односно да проценува дали во овој контекст има потреба од преиспитување на уставноста? Сметам дека Уставниот суд тука излезе од својата надлежност. Законодавниот дом е тој кој што носи закони. А судската власт, судиите, сме надлежни во имплементирањето на тие закони, во спроведувањето, а казнената политика во никој случај не може да ја гради Уставниот суд. Сметам дека тука малку повеќе сгрешија, но ќе видиме што ќе се случи. Добро. Дали би прифатиле позиција уставен судија? Се шпекулираше во јавноста изминатата година и претходно дека ќе бидете избрани како апелационен судија, па како уставен судија и така натаму. Еве сега на еден од членовите на Уставниот суд мисли че дека во април му истекува мандатот, па некако се подгреваат и шпекулациите повторно дека вие ќе бидете на негово место во Уставниот суд. Па добро, иако до сега не сум напредувала во кариерата, секогаш морам да признам, ме споменувале за секакви места. Да нема дилема, чест е да се биде уставен судија, но сметам дека уставен судија мора да биде личност со интегритет, личност која што ужива углед во пошироката јавност, професионалец, судија кој што нема да дозволи и нема да остави сомнеж за било какво влијание врз него. И судии кои што ќе работат исклучиво она што е надлежност на Уставниот суд, ни помалку ни повеќе. Што лично би промениле вие во правосудството, да имате, да речеме, неограничена власт? Па во правосудството треба многу работи да се сменат, што јас би сменила. Начинот на оценување на судиите, би го сменила начинот на напредување на судиите во кариерата. Потоа би сменила нешто и во Академијата за судии и обвинители, од аспект да тоа биде повеќе време со практична работа. Секако би го сменила барем еднократно, што би се рекло, начин би дала шанса на стручните соработници кои што се повеќе од 10 години во судовите, кои што работаат под менторство на судиите. Подготвени се да станат судии? Апсолутно, за нив сметам дека мора да има една скратена обука, затоа што меѓу тие стручни соработници, верувајте, има толку способни колеги кои што можат веднаш да влезат во судница и да бидат подобри од многу судии. Господјо Кацарска, ви благодарам што бевте дел од интервјуто на Маквакс. Благодарам за поканата.